јас сум Ване Стилов, звани на српски бербер. Добро. И моментално ни фали водовод од Звегор да се направи, оти со години го прават, од 90 година на тук. По моја математика ќе го откараше до Русија и ќе го врнеше назад. Што конкретно со водоводот треба да се направи општини, од каде до каде? Од резерваро низ целата линија да се реновира и шахти и водовод, да стават водомери, контейнери. 30% си изкопа бунари своји собствени, на собствен трошок. Оти 4 дена, ако не заврне, оваа година од Бога имаме дожд, не сме у криза. Да. Али една недела ако не заврне, одма дојде до криза за вода. Сега има една најава пречистителна станица се прави, па наводно некои села ќе се поврзат, ќе дојде ред и за село Звегор. Дали мислите дека тоа е остварливо? Мисля дека това е жива лъжа. Добро. Како да се реши проблема според вас? Само Звегор. Па наши резервари и нашиот водовод има и за зеоска река вода. Така. Като што кажуваат тие што се по таа работа. Така. За водата, за канализацијата ја откараме доле, мислам, од општината, се е оправено. Сега моментално имаме едно 5-6 улици да се направат, водоводо, оти сите градури ги обеща, ама никој ништо не прави. Наши селенци работат во Швейцарија, во Италија, во Германија се, тука инвестираат, тука прават, али тие кои ќе се стајдат после и зашо го това прават? Колку има селото сега жители од прилика? Па селото може да има околу 600 до 800 жители. Главна преокупација работа во фабриките во Делчево. Да. Земјоделието учество како стоите? Многу слабо. У нашо село има 5-6 луѓе што чуват по 5-6 крави. Само има еден човек што чува малку повеќе и живеат од текстилството. Веćина ми у приватниот сектор. Сурната ни е традиција, кажува дека е пагански обичај, ама тоа го јас откако знам за себе, јас сум 56 години, јас одам на сурва. Ќе продолжиме бање. И ќе продолжиме оваа година због пандемијата не можеме да одржиме, само се наприме тука за сад време. Дојде полицијата и не. Нормално ни се разбравме се. Ја спомнавме пандемијата, како се одрази на животот на жителите? Па ипак се живее. За сурата ќе правиме до година живи и здрави, ќе правиме дупло и за ова година да се одржиме на населаните на граѓаните од село Звегор. Како би се подобрил животот овде? Животот може да се подобри само да накажат на луѓето платата и да има работа. Така, за тие што се тука? Да. Тие што се тука, да им накажи плата, а не да одат за 8 и за 10 лидарки и за 12 на работа. И кога видам со комбиња во недела кога дојат да ги зимат, дојат на работа, те ја излевам да земам леп за старите и кога видам кога дојат и во недела да работа, дали е верски празник или државен празник, луѓето ту не знаат што е празник. Не може да седнат у неделата еднаш со фамилијата да си лепат еден ручек и да седнат на трапеза. Пошто од страната се гледа и во странство, порака до звегорци во странство, како да придонесат за селото, за општо добро на селото, што треба да направат? Општо луѓето што се во странство, ето лично јас имам 2 сина во странство, добро е, донираат од таму, да се прави нешто, да се инвестира, али кој каде одат парите, тоа Сепак генерално власта треба да се подржи, побржи како што рековте за добри плати. Да. Добро, благодариме.